Последното излагање за овогодишното издание на Филозофскиот филмски фестивал и многу интересна тема, потрага по вистината, барање на довербата во луѓето, во нивната искреност. Имавме, мислам, како интересна анекдота, сега новчаник беше изгубен и веднаш беше вратен, така што потрошуваме сме активни чинители на добротијата. Нема да должам многу, добро познат. Уште еднаш представувам професорот Стефан Сидовски, ќе зборува за трагата по вистината. Историски филмови во времето на феудализмот, односно, како ги нарекува, самурајски филмови, додека Хидејеки, тоа се современи филмови со социјална тематика, општествена критика на општеството, и во Хидејеки имате поджанр Шоломон Геки, тоа ви е практично филмови камерни за бракот, семејството и претежно тоа е почнениот режисер Озу, кој на таа тема има многу филмови снимени. Инаку во современиот јапонски филм и кинематографија, покрај овие три традиционални жанрови, имаме и хорор, но не е тоа американскиот хорор. Жал, ние немаме на репутарно можности да гледаме однивните хорор филмови и се базираат на нивната митологија, нивното поимање на светот, и као што и во овој филм видовме, тоа е верувањето во духови. Тоа во многу филмови на Акиро Куросава има, посебно во Крвавиот престол. И сега овој филм Рашамон практично ги збуни на Запад, затоа што овде имаме една нова филмска форма. Тоа е 1950 снимен, 51 за светската јавност, а 1941 година Орсон Уелс го сними филмот Граѓанин Кейн. Тој филм се смета во историјата на филмот најголема пресвртница. И 60 години англиските и американските филмски критичари прават ранг листа од 10 најдобри филма и Граѓанинот Кейн секогаш беше на прво место. Последниот обид на критичарите го симна, не е важно, сепак е во таа листа 10 филма, се го ставива на Алфред Хичкок Тврдоглавица. Много чудно, иако не бил во тие 10 филма, но сепак, други критичари, други времења, друго гледање. И што е сега тоа помеѓу овие два филма, Граѓанин Кейн и Рашамон? Што е тоа престапница? Тоа филмот Граѓанин Кейн, по историјата на филмот, оглавно традиционално беше така наречената наративна, линеарна нарација, раскажување на филм, која се базираше на Аристотеловата поставка, по неговото дело за поетската уметност, каде што тамо, така да изразам шематски, грубо, од пролог, односно вовед, заплет, по заплетот имаме разни личности со своји карактери, темпераменти, со разни интереси, страсти, пориви и почнува заплетот во меѓусебните нивни односи. Се создаваат судири конфликти, и доаѓа третиот дел, тоа е кулминацијата на судирот конфликтите меѓу личностите,
и почна тука пресвр да се случува, и во традиционалниот жанровски филм, тоа се првите 2/3 на филмот. Значи, кога ќе заврши втората третина од саат и пол, значи некаде 60-та минута или 65-та минута се случува комбинацијата пресврта. Потоа доаѓа расплетот, се разрешуваат сите тие односи, полека доаѓаме до крајот, епилог, завршница. Тоа расплетот и завршницата некаде 1/3 од филмот. Оваа шема практично е до денес запазена во сите жанровски филмови. 90% филмови на овој начин се раскажувани. Праволиниски, нарацијата се тече, ние ги следиме ликовите, се идентификуваме со позитивниот лик, стравуваме за него, се радуваме со него, се бориме против негативците и на крај, како што е вообичаено, мора да заврши со некоја позитивна вредност. Тоа е поглавно шемата во сите филми. Што прави сега Орсон Велс? 1941 година нема нарација, нема праволиниско. Се е тоа прекинато. Туку како се одвива? Со враќање назад, тоа се вика случно флешбек. Новинарот и оди го прашуват за граѓанинот Кейн, кој е, што е, така натаму, за да ние на крајот то знаеме и на крај дознаваме се. Филмот Рашамон со оваа своја форма е истото нешто, каде што ја немаме праволиниската нарација. Тук имаме враќање назад, раскажување на приказни. Тројца, односно 4 приказни слушнавме. Првосечностот раскажа 2. Првата не излажа, а и во втората кој знае дали да му се верува. Затоа да имаме простиот, поштоумен, многу досетлив, прост селанец, али тоа е по мене клучот за овој филм, со тоа што Акиро Куросава ми покажува дека сите луѓе повеќе или помалку веродостојно не ги кажуваат нешто какви се. И сега со праќањето и кажувањето ние раскажува приказната на целиот филм и собствената идеја. Сега за да можеме да навлеземе, видите, трагаме по вистината, и која е вистината, има ли вистина или нема, прво мора да кажам нешто. Денеска е доминантна теорија за објаснување на филмот, која води потекло од 20. век, семиолошка теорија. Семиолошката теорија семо значи знак. И оваа теорија, кратко речено, го сваќа филмот како состав, систем по знаци. И знаците почнуваат уште од моментот кога се појави најавната шпица. Уште од моментот кога се појави шпицата на дистрибутерот, на продукцијската куќа, знак е и дури буквите како се напишени, знак е и позадината каква е. И на основа на тоа можеме човек кој е филмофил, кој оди редовно во кино, без да чита филмска литература, да забележи кои се комерцијални филмови за забава. Комерцијални тие за забава и разобада шпиците почнат бомбастично, со живописни бои, со некакви букви кои дизајнирани перфектно, а ремек дела, уметнички филмови, ќе видите како видите Куросава, така и Бергман, потполно црна позадина, бели букви, испишува као канцелариско службено нешто. И си почнува. Така, тоа ми покажа дека знаците во филмот, значи од најавната до одјавната шпица, целиот филм е систем од знаци. Овој филм, Дождот, е знак. Зашто? Зашто го филмират тој дожд? Ете, ако не беше дождот, не би биле тука тројцата во храмот. Ти си се разминале, ти си отишли и готово. Ето таму што било оставено, оставено е. Кој го знае, кој го остави. Ама, поројниот дожд ги остави тука да биде. Понатаму, знак е сонцето, то широме филма седи, и он си рече, јас ќе си продолжам да спијам, ама ми се случи ветрец. И таму се виде многу убаво. Ранките се мишат на неговото лице, немаме ветрецот. И рече,
сонцето, вели, го откри ветрецот, велот на жената. И од тој момент почнува. Сега, тој момент, некој нема да обрне воопшто внимание. А целата причина е тоа. Тоширо Мифуне тамо, кога зборуваше, рече, да не беше тоа и да не го виде в лицето, јас немаше никога да тргна по него. Значи, гледаме знак има. Потоа знакот имаме што? Музика од Морис Равел, Болеро. Најчудно сега како тоа јапонец да користи од запад. Што значи сега тоа музика? Ако ние сами ја слушаме во контекстот на филмот, сосем друго доживување. А овде како сега тоа? Може да транскрибирано тоа. И ритамот на камерата, кога оди дрвосечот, со секирата, нели кога ги открива шешливот по елементите, капата на самоот ножот, видите музиката како иде во тој ритам темпо. Со тоа, значи, можеме да ги наведеме многу знаци, со ова само сакам да кажам, дека оваа теорија, која го објаснува филмот, значи, изгледа дека секој знак има значење. Сега, дали ние треба да ги читаме овие знаци? Не треба. Зашто? Затоа што нашата свест, кога ја гледа таа подвижна филмска слика, со наредените сите тие знаци, си ја восприема, стручно се вика аперцепција, нашето внимание ги восприема сите тие знаци. И во нас се случува доживување, асоцијации, ги поврзуваме и го следиме. Движењето, настаните кои што се случува. Второ нешто што треба да спомнеме, за да можеме да одгатнеме и ако дојдеме до вистината, тоа е, постои во психологијата на уметноста една психолошка теорија за филмот, на кој начин го објаснува. Дека филмот е како сон. И сега, ако во сонот ние спиеме, ние воопшто не го чувствуваме телото. Туку сме со сонот, знаеме дека сонуваме, и ни се реда сите слики, и во сонот кој од нас го имаме? Ние не сме сосем со сите тие слики, имаме малку некоја дистанца, а го следиме сонот. Кога ние реагираме во сонот? Во моментот кога ќе биде опасно за нас. Ако се случи давење, да се давиме, ако некој не нападне со нож, ние не го знаеме тој механизам, одеднаш викаме се будиме. Значи, до денес не знае науката зашто и како тоа се случува, не ни е дозволено во што? Во сонот да се видиме себе си како се давиме. Во вода, во река, во море, не знам што. Ниту да се отруеме и да умреме. Тоа не ни е дозволено. Сега, оваа теорија за филмот кажува дека киносалата со темницата е практично најважниот елемент на гледање на филм. Што значи темницата во киносалата? Тоа е кога легуваме и заспиваме, ние кога полека со предпојците и одеднаш се оддалечуваме од секојдневниот живот, од оваа реалност. И сега ние полека легуваме во друга состојба, а таа состојба е да дојдеме до овој сон. Понатаму, местото на седење во киносалата не е седно кај ќе седиме. Треба, сега нема да гледаме тоа, да седиме таму, што на екранот, по зависност од форматот на филмот, ниту да бидеме сосем натре, ама ни сосем оддалечени. А ако сме премногу оддалечени, тогаш покрај форматот екранот, ние ќе гледаме од лево десно, а премногу ќе не отргне од тој свет. Така, следи дека и трето нешто, кога седиме, треба да седиме во онаа состојба како што е во сонот. А тоа е да не го чувствуваме нашето тело. Еден вид летничка состојба. И со тоа, ние идеално сме се подготвиле, што? Да го гледаме филмот, да учествуваме, ама да не сме таму. А се да гледаме. Ако е така, тогаш сега да идеме по трагање на вистината, ако дојдеме до вистината. Прво, да си поставиме едно лако прашање.
koje je mnogo banално. Банално и најиспразнето, али мощно ефективно. Што сака да ни каже овој филм? Што сака да ни каже Акиро Куросава? Дали Акиро Куросава знае точно што сака да ни каже? Дали таа негова намера успео да ни ја пренесе, да ни ја искаже? Дали е сигурен, бил сигурен, ете колко е, дали бил сигурен дека успеа да ни го пренесе тоа што тој го доживувал, го чувствувал и сака да ни пренесе? А како сега ние да пристапиме на овие прашања? На кој начин? Па рековме, филмот е систем од знаци. Тие знаци ни даваат индикација на кој начин да го пристапиме. Па овде ќе пристапиме од една индикација. Која е таа индикација? Па прво, сите забележавте дека актерите на она што се случуваше како убиство, злосторство, стојат и гледаат кон камерата. Прв пат во светска кинематографија некој режисер да ги става актерите да гледаат во камера и цело време зборуваат како ги прашува судијата, нигде не слушаме глас на судијата. Кај се судиите? Порота има? Нема никаде. Зашто му текнало на Акиро Куросава да ги стави актерите да гледаат во камера и право во нас? Ние сме поротата. Ние сме сега судиите. Па ако е така, тогаш вие сте поротата. Вие сте судиите, сега што овде стоите. И затоа сега ќе поставам прашање. Бидејќи јас сум оној што на крај треба да кажам пресудата, а вие како поротници треба да ја донесете одлуката. Многу сте одговорни. Пред да почнеме, како поротници за овој филм, да се посетиме на еден многу познат филм во 60-тите години од американската кинематографија, 12 гневни луѓе на Сидни Ламет. И сега колко е одговорноста на поротата. Се случува право да му иде судено на дете, дека губи таткото, судиите велат, вие повлечете се работници и одлучете. И почнува сите, и меѓу нив се наоѓа еден најтврдо корен. И одмah вели, отвора, виновенете. Па се редат сите други, доаѓа од 12-тиот, процедурата правна е, сите 12 да кажат да, или да кажат не. Сите велат виновен. Доаѓа до 12-тиот, кој игра Хенри Форда, и што вели сега? Чекајте. Не е тоа така. Почнува да образложува, и сега ти разобедува дека треба на случај да се гледа не чисто правнички, туку треба да се гледа од морална гледна точка, па треба да се гледа од гледна точка на родители, па од гледна точка на општество, па од гледна точка на социјални услови, така натаму, и полека почнува секој на основа на неговите образложувања аргументи да се повлекува, да се откажува, сваќат и на крај сите велат не, доаѓа до тврдо корниот и тој кога сваќа дека и он имал деца, дека и он не е бил исправен као родител и се донесла одлука дека не е виновен. Значи, немаме одговорност. На основа на тој филм Никита Михалков постави филмот 12 минута по повод Чеченија. Таму и истото тоа се случи. Тоа во американската кинематографија бива многу. И овој филм, Рашамон, да им го дадеме на холивудските мајстори, тие веднаш ќе го реадаптираат и многу јасно ќе не водеа и ќе го направива филмот како еден трилер со тоа што љубоморен маж, жена која заведува и од љубомора е случено убиството. И готово, и многу јасно. Ама овде намерата на Акиро Куросава ни најмалку не му е тоа. Туку тоа е само што
еден преден план, една мала приказна, ама нешто е во друго. Па што е сега тоа трудно? Тоа е проблем. Значи, ние сега се обидуваме да трагаме. Што е тоа? Инаку, мала дигресија да направам, овие филмови од вториот период, историски, феудалните, самурајски, се правени по некоја шема на каубојски вестерн филм. Тоа Акиро Куросава го признал и многу голем почет имал кон Джон Форд. И од него доста научи. Затоа и во јапонската кинематографија Акиро Куросава не е баш многу прифатен. Зошто? Затоа што премногу им изгледа западњачки. Тоа се гледа и од овој филм. Бидејќи во неговите филмови има многу динамика, брза монтажа. Овде видовте смена на слика една со друга со една вертикална линија, кога беше таму кај судот. А потоа претопита кратаво, додека кај останатите мајстори во јапонската кинематографија, кадрите се многу бавни и оди тоа темпо споро. Тоа сега се базира, нема да се задржиме, на источњачката филозофија и поимањето на времето, за разлика од поимањето на времето на Запад, каде што све е тоа брзо и во динамика. Така, сега следи, вие сте поротата и вие сте одговорни. И сега јас замолам микрофонот, вие као поротници, сега ќе ви поставам едно прашање, а тоа е: како го доживеавте овој филм? Повелете, поротници, искажете се. Добро, еден одговор. Што значи тоа како филм? Не е учесник директно на филмот. Одлично, добро. Значи е режирано од некој, знаеме дека не било вистина. Добро. Дека може би било, некојаш може би се случило тоа. Но ете сакаше значи да приказна на режисерот еден вид. Добро. Сега што сакал режисерот да каже? Реков се вие сакал да испрати знаци, сакал да испрати може би некој вид на Какво е твоето доживување? Го гледаше филмот и дали ти почувствува што внатре се случува? па Дали те одбива, дали ти беше досаден, дали не го разбираш? не ми беше досаден, но не сум растал со вакви филмови, значи. Добро. Значи поодамна, значи веќе наназад, престанав да гледам толку филмови, бидејќи не добивав нешто освен од взимање на времето. Не сакам да го навредам филмот како метод, напротив. Туку премногу амерички филмови кои што беа сите едното исто, немаше нешто посебно. Овој филм беше нешто посебно. И сега ја идев со презнак дека знам дека на крај знаев дека ќе биде нешто за студење, ми спомна некој дека е приказна со каде што има повеќе варијанти на една случка. Тоа го знаев и знаев дека ќе биде еден вид загадка. Значи ќе бидам јас порота. Да. Како јас ќе одлучам. И сега како го доживе? Тоа што ти го кажа пред или не, само ми го кажа тоа дека ќе биде како варијанта. Па го доживав како еден вид филозофско гледиште на работите. И го открили тоа гледиште? Па сметам дека си се случува со некоја причина. Значи во ситуацијата, на крај нели детето беше спасен кој што рековте. Од тие тројца луѓе и дека тоа ветре, дека тие некои ситуации он кажа баш нели тој развојникот во филмот кажа да не беше тоа ветре немаше да го убијам човек. Немаше да се случи. Бастано. Мислам дека така и рече дека немаше да го убијам. Баш тоа го запамтив. Излигува дека нешто од надвор го потикнало нас тоа. Исто и со дождот, нели? Да, на крај нели сонце биде. Сега дали ти извлече нешто што е сега овде вистината? Или дали извлече што режисерот ти пренесува? Или останува неразбрано?
дали Па добро, вистина сега. Тоа не ме прашувате, ама прашувате како да живува. Значи како чувство на срцето, како емоција, како самото тоа што знам дека е филм, и тоа што сепак е еден вид, значи ова поставеност на јас сум сега тука сум дошол, не вие сте одговорни били да вие сепак, нели. Али бидејќи е филм, и знам дека е филм, еден вид се ослободуваш од одговорност. Одговорноста знам дека не е толку голема, едноставно доживувањето не се случува со таква динамика или големина како што кога би бил реален настан. Или се случува да се сонуваме сон и да биме толку внесени у сонот и кога ќе се разбудиме да влие на нас многу повеќе од филм. Зашто знаеме дека ние сме единствени тие што сме таму и дека никој не го режира тоа, туку едноставно нашиот ум е режисер кој што е дел од нас. А филмот е далеко од нас, значи Акиро Куросава е далеко од нас. Значи, оној момент пред тоа на детето кога разговараат оној што кажуваше приказните на тој што му беше раскажувано. Прво сечното и селанец. Прво сечното и селанец. Да, е така. Во тој момент цело време барав некоја морална порака што едниот или другиот ќе си ја каже. Меѓутоа сватив дека не е моралната порака што треба да биде најдена од филмот, туку враќањето назад на приказните, односно перспективата. И фактички ја мислам дека Акиро Куросава сакал да каже со различните перспективи што ги добивме од филмот, значи првата на дрвосечето, на жената, на мажот, на разбойникот, како да ви кажа за една релативизација на вистината. Односно дека вистината е релативна. И тоа мислам дека сакал да каже. Дали така го доживеа? Тоа што каже. Јас дали доживеав така? Да, така е доживеав. Бидејќи на крајот филмот ме остави како несигурен. Во што? Па во правилниот суд, бидејќи не сметав дека мене не ми е кажана целата вистина, туку дека ми се кажани или мноштво од вистини или мноштво од лаги. И тука мислам дека тоа е фактички тој релативизам на вистина. Знаете овде? Благодарам. Кај мене филмот во почетокот предизвика известно чувство на здодевност. Меѓутоа, како што течеше времето и навлегувавме во самата филозофска димензија на филмот, растеше мојот интерес за филмот. Значи, во врска со моето доживување на филмот се јави цела една палета на богатство на различни чувства и емоции во врска со филмот. Значи, од крајна незаинтересираност до длабока заинтересираност за смисловната филозофска димензија на филмот. Да. Значи, она што ми беше неинтересно е фабулата. Значи, фабулата беше многу едноставна, дури на моменти беше здодевна. Се случуваше во раскажувањето на приказните, во враќањето на назад, на ликовите или јунаците кои ја раскажуваат својата приказна во врска со тоа што се случило, па борбата меѓу јунаците околу жената. Значи, има едноставна фабула. Какво е твоето доживување на филмов? Меѓутоа, јас не дозволив да бидам заразена со фабулата. Затоа што луѓето кога дозволуваат да бидат заразени со фабулата, тие не можат да ја доживеат длабоката смисловна филозофска димензија на филмот. Значи, дали ги открити? Па, ја открив во смисла дека во човековиот живот, она што внесува светлина е потрагата по вистината. Значи, сметам дека Акира Куросава тука ни доловува една битна смисловна димензија на животот и на вистината. Дека животот е потрага по вистината, дека потрагата по вистината внесува светлина во животната субстанција, ја оживотворува животната субстанција. Дали овде ја откриваме вистината? Вистината е една. Која е? Вистината не може во еден момент да се открие. Затоа што секој е во потрага по вистината, но не може толку лесно да се открие. Сета поротница овдека е во потрага. Јас као величасни судија
настојам со прашања чисто правнички судски. Значи секој треба да го следи својот животен пат, како што вели Добро, тоа Фридрих стаја, Ницше, нема се секој појде концентрирање на филмот. Значи, истина, дали ја откри истината во филмот? откриена е вистината. Дека човековиот живот е на вистина кревот и нежен како утринска роса. Добро, Но она што дава цврстина на животот е самата потрага по вистината. добро, Самата потрага по вистината е најважното нешто во животот, а не е важна фактичката состојба на нештата. Таа не оддалечува од вистината. добро. Сега како ќе кажеме кој е виновникот овде? Кој е убицата? Ако не можете, доволно е лук. Повели, микрофонот. Не се концентрира толку на фактичката состојба на нештата, отколку на филозофската димензија на филмот, така што изгубив чувство околу фабулата и не можам да одговорам на ова прашање кој е убицата. Благодарам. Се согласувам потполно. Повели. Ако сакаме да се тргнеме од фабулата, јас мислам дека треба тотално да заборавиме на кој е убиецот, дали имало воопшто убиец и така натаму. Мислам дека вистината во филмот се открива, таа е многу јасна. Вистината открива тој свештеното лице што и да е, каде што он вика, нели, конечно мислам дека ја вратив довербата во луѓето. И тоа е вистината на филмот. За таа вистина се работи. Не се работи за вистината кој е убиецот на филмот. Тоа е фабулата. Ако сме во потрага по филозофското, тука е прашањето. Или контекстот, нели, на прашањето што го имаш, или прашалникот, како тој што го гледам позади вас, прашалникот на свештеното лице, дали он ја изгубил веќе довербата во луѓето. И он на крај ја пронајде довербата во човекот што излажа, што излажа поротата, и човекот што го украде ножа. Според некои заклучоци. Он во него ја пронајде практично или ја врати довербата во луѓето. Тоа е што мислиш дека Тоа е мислам дека вистината за филмот, а не кој е убиец. Добро, благодарам. Друг пората тамо. Според мене мислам дека Не, кажи ми како е твоето доживување на филмот, не што мислиш. па моето доживување на филмот се базира на тоа што сум го размислувала за време на филмот. И мислам дека пред се луѓето не можат да бидат вистински спрема самите себе си. Според тоа што го видов и според тоа што еден цитат кој самиот вам кажува. Моето доживување е дека еве јас како порота и дека секој лик во овој филм не може да прерасне и да функционира и да размислува и да прави некакви актови без да биде надгледуван од своето суперего. И верувам дека баш тоа ме потети на целата фрикова теорија за постоењето на тоа суперего на его и најди. Едноставно мислам дека ниту еден од ликовите не е подготвен пред се да ја пронајде вистината и да биде искрен спрема самиот себе си, а не па да дознаваме зашто направил некој нештото или кој од сите овие приказни, од сите овие ретроспективи е вистина. Друг тамо. Слушал добро? Да. Ајде. Значи сега не е на проекцијава, но го имам гледано 2-3 пати, така дека зборувам од сеќавање. Не, кажи сега како ти е сега што го доживување. Па, Што не го гледам. значи, кога гледав филмот имав импресија дека никој од нив не го интересираше вистината, дека сите правеа карикатури од останатите, додека се што успева да направат си го спасат својот. Значи тие беа пред суд и сите се пред суд гледа да се представат во најдобрата можна степен. Така да не дојдовме до вистина во филмот. Добро. Имам уште Да. значи дури и Селанецот на крај,
дури ни тој не ја кажуваше целосно вистината, значи и неговата представа беше искарикирана со тоа што он не одговори на прашањето што се случило со ножот кој што е нели богатството во сето тоа. Да. Но исто нели знам дека имаше и свештеник, имаше и така циничен материјалист и сите има три позиции на сето тоа видување. Но Селанецот беше морален победник во селото затоа што он го посвои бебето и најверојатно парите од ножот вајде ќе ги искористи за некоја добра цел, така да тоа беше таа морална победа, мислам, и сонцето на крај кое. Тоа е твоето доживување да, сега. Тоа е. Благодарам. Повели овде. Ајде. Само овде. Каде беше? Овде. Да. Вака, јас искрено од целиот филм немам доживување во однос на вистината, иако тоа е главниот проблем на филмот. Јас имам проблем за тоа што луѓето и после толку време од како е направен тој филм, се уште седат и дискутираат за тоа што е вистината на минатото. Значи, сите тие приказни што беа таму, јас ги доживам како сите војни кои што се случиле и победниците кои што ги пишувале своите истории и вистините кои што никогаш нема да се дознаат дали биле или не биле. Едноставно тоа што станува и што е битно за дискусија и за грижа е детето, односно иднината. Значи не е битно што се случило, на тоа дете никогаш нема да биде битно чива приказна била точна или неточна. Тоа дете сака да живее и сака да израсте, односно таа иднина сака да биде создадена. Значи на некој начин пораката која што доживеав од Куросаве не се навраќајте таму, едноставно тоа е завршено, тоа било и не е битно што било и како било, битно е што ќе направиме понатаму. Што останало и што ќе, нели, ќе водите. Благодарам. Момент. Овде. Здраво, величествен судија. Имаш збор? Еве, ајде да се согласам со дека е важно детето, но важно е во чиви раце ќе заврши, важно е во чиви раце завршува, затоа што завршува нели кај свештениот бораце кој што му предава на Селанецот. Целата идеја, барем јас колку што така да доживеа. Јас колку што судам беше дека сите лажат. Но сите лажат од собствени причини, сите лажат од различни причини, излажа и војникот излажа, и разбојникот излажа, и духот на мажот излажа преку медиумот, и жената излажа, и Селанецот излажа на суд. Единствено Селанецот беше тој кој што не излажа од себични причини. Тоа беше на крај обвинувањето за себичност. Затоа што Селанецот во моментот кога го украде ножот, кога не призна, првосечатот, кој што не призна, не кажа дека го украл ножот, меѓутоа се подразбира дека го украде ножот, во тој момент излезе дека и тој е себичен. Напорно прашање, пошто не како го доживав, не зборував, за да можам да кажам дали го кажам искрено или не. Мене што ми остави впечаток, кај што никој не го спомна до сега е, многу ми беше интересно како двајца сведочеа дека се убици. Значи тоа у западната кинематографија никој не го, мислам, во западниот систем никој не признава дека е убиец. На нив очигледно има честа има поважна од животот. Добро, и што значи сега за тебе тоа? Мислам, сите ја искривуваат вистината, повеќето ја искривуваат вистината, за да се одбранат својата чест. Чест, интерес, корист, измама. Да, се некаква корист. Добро, величестиот, свето дека колку толку од овие искажувања може да се однесува за сите и да јас продолжам да гледаме, ако е можно, она што велиме трагање по истина. Прво се покажа дека филмот не е толку невистини, како што мислиш. На даден случај, пред 30-40 години, во време на социјалистичка Југославија, во Црна Гора, во градот тогаш Титовград, сега Подгорица, се случило убиство. И судиите на основа на тие факти што ги собрале, го осудиле од таа и таа улица, а правиот убица кој бил комшија побегнал во Албанија. И тој што бил убицата во Албанија,
после 15 години читал во вестник дека неговиот комшија бил осуден доживотно во затвор. И тој се јавува, вели јас сум убицата, ама не се пријавува да одлежува во затвор. Прашањето е, дали судиите ги провериле сите факти, дали логички расудиле добро, па да кажат истината? Не. Второ, пред 2-3 години имавме прилика на Cine Days да гледаме документарен филм од Вернер Херцог по повод убиството на двајца тинејџери, на една фамилија кои биле така средно богати, али имале една лимузина кабриолет отворена и нали филм се допаднало, ама не можеле да дојдат, па одлучиле да ги убијат и да ми ја земат лимузината. И сега Вернер Херцог ги прати во затвор, едниот доживотно, другиот ќе биде погубен. И во ред, и се гледа погубувањето. Екзекуторот 130 екзекуции изврши. И во филмот гледаме на Херцог, солзе им течат, и ој вели, јас ќе се откажам од ова. До сега мислам дека често работа, дека судиите вистини кажуваат, ама јас сватив дека законите се менуваат, за едно исто убиство некого ќе го осудат на смрт, а некого не. Јас се прашав, па нели ја учествувам овде како лага? И нели е законот човечка измислица? Што значи, филмот не е измислена приказна, иако не се базира, што би се рекло на основа на животни факти, но зборува за тоа. За тоа значи, многу од случаи може да наведеме од судската пракса, премногу ги има и во животот, и сега следи дека ние за да знаеме вистината за нешто, треба да ја имаме целината на сите факти и настани. Овде се вели жената честа. Господариот самурај вели јас сум понизен. Па од тој мотив, дали се бори или така да се самоубие. Па гледаме сега за правници, дали е битно срам или чест, не е битно. За нив што е битно? Факти да удрат и да видат дали со законот напишан, се согласува, не се согласува. Па дали правната вистина е крајна вистина, последна вистина? Дали имаме овде и психолошка вистина, морална вистина, кој знае колку не. Па како можеме да ја знаеме целината? Еден филозоф, Хегел, рекол, вистината е во целината. А што тоа значи? Јас од оваа позиција ме доживувам, а јас сакам и од таа позиција како вие мене ме доживувате. Ама ја тоа не може. Као што и вие обрат, не можете од оваа позиција сега моментално. Дали е ова вистина, оваа целина, овде што сме собрани? Кој може да тврди дека не е вистина? Вистина е. Ама кога ќе заврши ова, ќе излеземе, ќе поминат 2 дена и некој ќе каже, па на 4 април се одржа проекција на филмот Рашомон, потоа там имаше еден професор кој ги тера по Вигара да видат работници и сега дали некој ќе верува дали тоа било вистина или не. Како ќе го убедим? Вие ќе убедите дека има дата, дека тоа е на вистина, но дали оние знае целата вистина сега ова што се случува? Не, затоа што никој не може да ги пореди сите факти. Од тука следи често да каже, као пресуда, дека вистината е во целина, али ние не можеме да ја знаеме целината. Со оглед на нашата ограниченост и неможност на основа на сите факти да искажеме. Така да завршиме, значи овој филм на Акиро Куросава не е случајно прогласен како реден дело, дека секој гледање повторно се открива нови елементи и постанови да има Благодарам уште еднаш на професорот Сидовски за интересни излагања. Благодарам уште еднаш вас кои што ме верна публика овие 3 дена. Се надеваме дека следната година структура на 3 чина ќе направиме може би 5.
зборуваме, меѓутоа се видеваме. Надам дека ќе видам повторно овака голем број и до година ќе се сипате карти порано и нема да чакате се да ви препратат. Хвала многу. Здравје. Мајстички. Така. Така ги текна. Може би вистината е оглед за човековото разбирање. Така сметам ја. За мене вистината е тоа мој реч. Оглед за човек, не за човековиот разум, туку за човековото разбирање. Да можеме да се допреме во нашата хуманост, како човек. Точно тоа што го каза на крајот. Да. И вербата во човекот, и во човековото достоинство. Ако успееш да држиш до крај на животот. Може? Сите вистини, Како? Да, добро. ама не е битно да ја постане, не? Добро. Него на крајот делото на овој што го зима детето, Добро. уствари испаѓа дека тоа му отвара врати на секоја вистина или да се заштити себе си или да го заштити, не знам, лажот. Дека бил исправен, тоа он бил, а он жената многу сакала, да не сакала жената. Да? Значи, Ама да не ја носеше, ама Илијата прегосечеше и детето да не беше негово, па он го има оставено да. Мислиш дека е носора све? Ја мислам Доверете. дека не. Мислам не. Да? Да. Да? Не. Да? Ја носеш Амелијата? Ја носеш? Значи можно е детето и негово. Па, кога лаже, така е. Ама добро, некогаш и да ти излаже е добро за да ти ја врати вербата во луѓето. Абе, сега, знаеш како диалектичката негација е двојна, се викаш. Значи буквално само свештеникот можеме да го земеме како Малко викале, старање. Просто вика, многу проповеди држаш. Да, ама добро, би можеле да го земеме како ликов кој што можеме да се што единствено он ниту свет, тој светочеше, ама не светочеше. Имаш ово што многу да Да. кажеш. И реално он беше тој кој што не може да свати, што реално сме ние, кој што од почеток пробуваме не можем да сватиме. Тоа што свет на верата и религија. Да, а добро, ние пошто сме на филозофски фестивал, не можеме да влеземе од тој аспект на верата. Ајде, Ја не успев да регистрирам кој беше заклучокот на крај што го кажате, што беше Три кажу. правилно се научај. Едно целина, добро, второ, сме субјективни секогаш, добро. и трето дека треба да придеме со разбирање на многу нешто. Да. Фала. Мора да така, иначе зашто ја само да зборам. Треба да размислам поротата. Утре треба да донесе пресуда. Така. Страшна работа. телефон да ми даде, сакам да видам на муа веќе. Добро. Исто онака на камера тама. 0,7, 0,3. Нека се видиме идната недела. Готово, пријатно. 077-970-399. Готово. Со Бисара се знаете од Титова стигале нека представа заедно. Се одделно. Сакам да се видиме заедно. Да направиме. Вие како условен сте имате опрски? Среда напало, по цели ден што ја понеделник, вторник сум те планирал. Така. Веројатно ќе биде повелик ден. Ајде, нема проблем. Среда. Ајде. Готово? Готово. Ајде.